Драги гледачи, добродојдовте на фреквенцијата на Ирис телевизија во спортската репортажа поврзана со најновите актуелности во првенството на третата фудбалска лига група Исток. На програмата овој викенд беа надпреварите од редовното 26-то коло, во кој тимот на Кидго Пекчево поради реконструкција на теренот во Пекчево како домакин е во Свети Николе, во мет со екипата на Овчеполе. Тренерот на Кидго, Трајче Сенев, за овој надпревар се реши за следниот состав. Со број 12 Тамер Јамаковски, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 10 Маријан Ташков, број 11 Бобан Марич, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 17 Дарко Нацев, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно и капитен на екипата, и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резени фудбалери се со број 5 Дени Андонов, број 9 Андреј Симевски, број 15 Владимир Дујовски, број 16 Бобан Тиквишанац и со број 22 Петар Најдов. Тренерот на Овчеполе Тони Серафимов се реши за следниот состав. Со број 12 Кристијан Атанасов, број 2 Злате Тодоров, број 4 Стојанче Трајков, број 5 Александар Костов, број 6 Филип Митков, кој е воедно и капитен на екипата, број 7 Боце Ефремов, број 10 Дејан Петровски, број 11 Виктор Трендафилов, број 15 Никола Стојковиќ, број 16 Тодор Мирославов и број 19 Иван Андов. На клупата за резени фудбалери се со број 8 Јорданче Јорданов, број 9 Николче Симонов, број 14 Ненад Михајлов, број 17 Роберто Симонов. Главен судија на надпреварот е Здравко Костовски, прв помошник е Зоран Саздовски, двајцата Штип и втор помошник е Наум Стојменовски од Свети Николе. Делегат на ова средба Ангелчо Ѓошев од Виница, а контролор е Љубомир Рашков од Кочени. Времето во Свети Николе е топло, сончево и тивко, теренот е тревнат и мек и идеален за игра. Почетно испитување на силите во главно по средината на теренот, тимот на Овчеполе секогаш е жила противник и тој е единствениот тим кој во досегашниот тек од првенството му откине еден бод на Кидго, играјќи токму на овој терен нерешено 1:1 во петтото коло. Првиот и посериозен напад, играчите на Кидго го корнисуваат со гол. Се игра 12-та минута, во која Бобан Марич заврши голема работа, по која Димовски центрираше од левата страна, за да на вистинското место се најде Јорданчо Трендафилов, кој постигнува гол со помош на сетивата за водство на Кидго од 1:0. Интересот Трендафилов потекнува од школата на Овчеполе. Неговиот брат Виктор е со број 11 во дресот на Овчеполе, а нивниот татко Кире беше играч на Штипска Брегалница.
Рано водство, кое буди надеж дека ќе има многу голови. Набргу потоа по голот на овче поле се закани и Марич, шутирајќи оддалеку, но топката отиде крај голот. Дека бе? Абе ништо се губети 10-1, 7-1, шосе, не може да тепа тоа. Како не? Колку не? Браво. Со шут од далечина се закани неуморниот по средината на теренот Маријан Ташков, но и по неговиот удар топката отиде високо над голот. Дарко Коцев е неуморен по левата страна, убаво центрира, а Денковски во улога на офанзивец се обиде атрактивно со глава да ја заврши акцијата, но внимателен беше Виктор Тентрфило, кој беше и побрз и поенергичен и ја расчисти оваа опасна ситуација. Гледачите на трибината со аплауз ги испратија Бобан Марич, кој со вистинска бомба се закани по голот на Овчепале, но голманот Кристијан Атанасов со атрактивна парада спаси гол и свалајќи топката во корнер. По корнерот кој го изведе Нацев, скокна Синев со глава, но шутираше непрецизно. По ова следи нова акција на играчите на Кидго, во која Ташков го проигра Денковски, кој пак испрати идеален центаршут. Бобан Марич беше на вистинското место и со прецизен и силен волеј удар ја смести топката во мрежа. Нов атрактивен гол на Бобан Марич за водство на Кидго 2:0, а ја бележиме 25-та минута. Во следната акција се закани Овчеполе, откако се упати центаршут во казнетиот простор на Кидго. Скокна на двајца играчи, но топката отиде по левата страна. Беше упатен нов центаршут, но без проблеми по голот на Јамаковски. Нова закана би рекле 100% шанса за Овчеполе по акцијата и убавото додавање од страна на Стојковиќ кон Ефремов, кој некако не се снајде најдобро, а ја нереđио и брзо реагираше голманот Тамер Јамаковски. На спротивната страна имаше и обид Марти Стојанов, кој биеше од свртување, но топката отиде крај голот. И тука некаде беше крајот на првиот дел,
во кој видовме добри акции, повеќе надмудрувања по средината на теренот и што е битно, игра со респект на едните кон другите. Мора да го истакнеме и гестот на главниот судија Здравко Костовски, која возможи судиски тајм-аут на средината на првиот дел со цел играчите да се освежат на пеколното топло време. Второто полувреме можеби ќе донесе уште подобра игра, а и повеќе голови со оглед на тоа што тренерите ги освежуваат своите редови со по тројца нови играчи. Првата шанса бележиме по акцијата на Димовски, кој одлично го постижи Марич, кој пак ја смири топката и упати удар, кој голманот Атанасов успешно го одбрани. Шутира и Ташков, на стативата беше сојузник на голманот на Овчеполе, а по вториот удар Трендафилов шутираше високо над голот. Обид за загрузување на голот на гостите имаше Марич со така наречениот ждроп удар на топката отиде крај голот. Дарко Нацев во брза контра и јурише кон полето на гостите. Побрза и од голманот Атанасов, да на место е Косто кој расчистува и со лајки е топката во аут. Нацев повторно во акција, топка упатена паралелно со голот, но Денковски за малку задор се иза да ја смести во празниот гол. На спортивната страна акција на Овчеполе преку Петровски, која одите се проби ја додаде топката кон Николче Симонов, кој пак се сплетка, пошто одбраната расчисти. Во контрнапад Симевски шутира на топката, отиде крај голот.
Андреј Симески по влегувањето во игра е постојана закана по голот на Овчеполе. Еве нова шанса за кој е сам пред голманот кој успеа сепак да го спаси својот гол. Имаше Симески обид од далечина, но голманот и овој пат беше на место и одбрани. Последниот обид го имаше штоперот Синев, кој по корнерот кој го изведе Наце, скокна и со глава шутираше, но топката отскокна од земјата и го префрли голот. И тука некаде беше крајот на овој меч, кој помошта спарно и топло време, сепак беше интересен и динамичен, во кој сепак Кит го со головите на Јордан Трендафилов и на Бобан Марич славеше со резултат 2:0. Во Ново село тимот на Кежовица одигра одлично со резултат 6:0 и ја победи екипата на Слога 1934 од Виница. Стрелци на головите за Кежовица беа Мартин Ташов кој постигна хет-трик, потоа Емил Рунтиски кој беше стрелец на 2 гола и Игор Анакиев кој постигна 1 гол. Еве ги комплетните резултати од ова 26-то коло. Брегалница Голак, Рудер 1947 2:2. Кит го Пекчев, Овчеполе 2:0 и Кежовица Слога 1934 6:0. Слободно во ова коло беше екипата на Малеш. Веќе во среда 23 мај, фудбалските третолигачи ќе ги одиграат преварите он во редното 27 предпоследно коло во кое се среќаваат. Малеш Кежовица, Слога 1934 Кит го Пекчево и Овчеполе Рудар 1947. Слободно ќе биде екипата на Брегалница Голак. Сите надпревари ќе започнат во 16 часот и 30 минути. Овде некаде е и крајот на оваа репортажа, драги гледачи. Ви благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно! Готово. Вади и да режеме.